Добро вечер, вести на Канал 8. Близу половина година по асфалтирањето, во употреба беа пуштени улицата Крум Вранински во населбата Усова Чешма. На свеченоста по тој повод присуствуваше и министерот за финансии Зоран Ставревски. Жителите на улицата Крум Вранински и официјално можат да ја користат сообраќајницата што води до последните куки во населбата Усова Чешма. По 5 месеци од завршувањето на градежните работи и асфалтирањето, оваа улица и официјално е предадена во употреба. Нејзината должина е околу 470, а широчината 5 метри. За целосното комплетирање беа обезбедени над 55.000 евра, што општината ги доби како грант од Светската банка. Освен оваа, во употреба беше предадена и улицата Мишо Арсов, што е со нешто помала должина, а исто така беше изградена пред неколку месеци. На предавањето во употреба на улиците присуствуваше и министерот за финансии Зоран Ставревски, кој изрази задоволство од досега реализираните активности. Тоа е втор проект што го реализираме со општина Кочани во однос на општинските услуги и инфраструктурата и очекувам и следната година нови 600.000 евра да бидат одобрени од Светска банка за општина Кочани за реализација на уште 9 улици, односно реконструкција на 9 улици во градот Кочани и општината, така да верувам дека тоа ќе значи подобрување на условите за живот за граѓаните што живеат во соодветните места. Градоначалникот Димитровски рече дека со завршувањето на улиците е решен долгогодишен проблем за местното население и потврди дека за догодина е планирана изградба на уште неколку приоритетни сообраќајници во градот. Оваа улица и улицата Мишо Арсов се едни од најтешките во градот Кочани, меѓутоа благодарение на ангажманот на Министерството за финансии на владата на Република Македонија, неповратните средства, да успеавме и двете паралелно да ги направиме и да овозможиме еден нормален приод за сите наши сограѓани. Очекувам дека оваа соработка ќе продолжи и понатаму. Веќе се предадени проектите за 9 улици кои што ги најавивме претходно, кои што треба да ги направиме во наредната година, кои што се дадени во програмата на општина Кочани. Улиците Крум Вранински и Мишо Арсов беа меѓу приоритетните инфраструктурни проекти за оваа година, а на асфалтирањето се чекаше подолг период. Грантот што го доби општината беше резултат на успешно завршениот проект за замена на дел од водоводната мрежа во градот. Македонија нема да се откаже од договорот за гасовод со проектот Јужен поток. Според министерот Зоран Ставревски, македонската влада очекува Европската комисија и Газпром со директен диалог да го решат барањето за измена на веќе потпишаните договори со руската компанија. Македонската влада ќе продолжи со реализацијата на проектот Јужен поток за снабдување на државата со руски газ. Не се најавува отстапување од веќе преземените обврски со потпишаниот договор со Газпром и покрај повикот од Европската комисија одредбите во документот да се прилагодат на европските законски прописи. Според министерот за финансии Зоран Ставревски, се работи за прашање што треба да го решат Европската комисија и Русија. Република Македонија и понатаму ќе продолжи со реализацијата на проектот Јужен тек, така како што е најавено, со тоа што ги поттикнуваме Европската комисија и Русија да отворат директен диалог, односно Газпром и Европската комисија за решавање на сите прашања што Европската комисија ги потегна во однос на реализацијата на овој крупен меѓународен проект. Ваквиот став на владата доаѓа и покрај минатонеделниот повик на Европската комисија за преиспитување на одредбите во договорот со руската нафтена компанија Газпром, затоа што биле во спротивност со европските директиви. Повикот и лично го искажа директорот на секретаријатот на Европската енергетска заедница Јанес Копач, кој рече оти биле испратени 2 писма до македонската влада, во кои било нагласено дека постојат спротивности околу распределбата на трошоците, пристапот на трети страни и утврдувањето на тарифите. Слично барање било доставено и до владите на Бугарија, Србија, Словенија, Унгарија и Австрија. Од Газпром пак рекоа дека се изненадени и разочарани што Европската комисија ја изразила својата загриженост дури по започнувањето и со изградбата на гасоводот, иако договорите неколку години биле достапни во јавноста. Како реакција на барањето, русите се заканија дека ќе поднесат и тужба против ограничувањата од Европската унија. Викендот во Оризари беше предадено во употреба реконструираното мултинаменско спортско игралиште. Обновувањето на реквизитите за спортување и новата ограда се финансираа од буџетот на општината. 2 месеци по започнувањето на реконструкцијата во местноста Селиште во Оризари беше предадено на користење мултинаменското спортско игралиште што го градеше општина Кочани.
Претходно асфалтираниот терен беше ограден и дополнително осветлен, а поставени се и нови спортски реквизити за кошарка, ракомет, односно мал фудбал. Целата инвестиција за реконструкција на теренот чинеше околу 8 милиони денари, што беа обезбедени од општинскиот буџет. Ова е седмо игралиште во општината Кочани и со него докажуваме дека секој дел од градот, од општината е составен дел на општината и ние се грижиме подеднакво за сите. Посебно се грижиме за најмладите наши сограѓани, да тие покрај они обврски што ги имаат во училиштето, да можат во слободното време да се бават со спорт, а не да се бават со некои други работи кои што дури не би ги спомнувал во овие моменти. Реконструкцијата на мултинаменското спортско игралиште се реализираше во соработка со местната заедница од Оризари. За жителите посебна гордост е што тоа се наоѓа токму на локацијата каде и пред 50 на години имало спортски терен на кој се играле првите фудбалски надпревари во населбата. А ова навистина значи многу, затоа што еве на истото место каде што нашите дедовци и татковци играле пред 40-50 години, сега имаме прилика нашите деца и нивните внуци да играат на нова прекрасно игралиште, да ви кажам искрено. Тоа е првиот аспект, вториот аспект каже градоначалникот дека навистина значи многу затоа што и оние деца кои што се навистина во последните години во помал број, меѓутоа им требаат вакви спортски терени затоа што ќе ви кажам искрено, ако пред 4-5 години гледа серии од типот на Долина на волците, сега имаат прилика вака да играат овде, да организираат турнири и ќе ви кажам искрено дека и деца до 8 одделение си прават турнири. По повод предавањето во употреба на спортското игралиште беше приредена и скромна забавна програма во која учествуваат членови на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Инаку градоначалникот Димитровски најави дека наскоро ќе биде предадено на користење игралиштето во населбата Текешински лозија во Кочани, што се градеше близу 3 години. Според него се чекало на приклучувањето на електричната инсталација за осветлување и некои други посетни формалности. Живко Сенесов е избран за нов председател на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија. Тој доаѓа на местото на Љупчо Стоилков, кој неодамна поднесе оставка. Изборот беше донесен со консензус на Општинскиот комитет, што потоа го верификуваше извршниот комитет во Скопје. Неговото именување за прв човек на Народна во Кочани доби потврда и од Централниот комитет, со што почна да тече неговиот мандат. Живко Сенесов на функцијата председател на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија Кочани доаѓа на местото на Љупчо Стоилков, кој оваа функција ја извршуваше 4 години, а на почетокот на октомври годинава поднесе оставка. Сенесов подолго време е член на партијата на Љупчо Георгиевски, а на локалните избори беше кандидат за советник во Советот на Општина Кочани на листата на Сојузот на иднината. ВМРО Народна партија во Струмица ја одржа работната средба на Централниот комитет, а лидерот Георгиевски зборуваше за политичката состојба. Георгиевски неодамна ги разбранува страстите во земјава со барањето Македонија да го смени знамето и грбот со национални символи што ќе ги обединат македонците и албанците. Со вечерна богослужба во неделата и со божествена литургија во понеделникот, на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион, во Кочанскиот храм беше одбележан празникот посветен на Свети Великомаченик Ѓорѓи. На вечерната богослужба наспроти празникот се служеше и постна вечера. Голем број верници се собраа во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорѓи да го прослават празникот чие име го носи црквата. Се смета дека на овој ден е осветен храмот, па затоа заслужува посебно внимание, иако храмовата слава се празнува на 6 мај Ѓурѓовден. Секоја година традиционално на овој ден се служи света божествена архиерејска литургија на која што чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион со свештеници од целата епархија. Многу луѓе, многу верници дојдоа вчера и посетија, присуствуваа на вечерното богослужение, исто така и денес на света архиерејска литургија. Со литургијата служеше митрополитот Брегалнички господин Иларион и свештениците од Кочанското архиерејско наместништво, кој им порача на верниците да се сакаат меѓу себе и да шират разбирање, љубов и толеранција. Денеска Светата црква го празнува, се разбере, ние го празнуваме Светиот Алимпије Столпник и Светиот новомаченик Маченик Ѓорѓи Хиевски, но се претпоставува дека на овој ден е осветен храмот и се празнува како втора слава, како роден ден на црквата.
Инаку, храмот е посветен на светиот великомаченин Ѓорги Победоносец, кој што се празнува на 6 мај. Во последно време се повеќе и повеќе приаѓаат младите кон црквата. Голем плюс е во нашата епархија што тоа е позитивно, што скоро во сите градови и на еден висок процент има веронаука во училиштата. Тоа е основата каде што се воспитуваат децата на вистинските морални вредности и на вистинската наша прадедовска вера. Но и младите луѓе секојдневно се боготражители, го барат Бога и сакат да научат и за својата вера, но и сакат да се наоружат со Бога и со верата, како да се спротивстават на сите неволи, беди, искушени и напасти кои што не обкружуваат. Многу верници месеа погачи за здравје. Оние кои го носат името на светецот го славеа имениот ден, а доста семејства го празнуваат како домашна слава и подигаа панагии. Верниците од Оризари за прв пат започнаа да слават нова традиција на манастирот Добра вода. Освен на источен петок Балаклија, кога е слава на манастирот, во неделата со делење погача со паричка, верниците одлучија црковно народен собир да се организира и на вториот ден од Божик, 8 јануари. Иако манастирот Добра вода кај Оризари не го носи името на Свети Климент Охридски, сепак на 8 декември беше отслужена света литургија, на која присуствуваа голем број верници. Домакинките кои помагаат на манастирот одлучиле да сукаат зелници и да месат погача за здравје со паричка. На оној кого ќе му падне паричката, ќе биде кум наредната година на втор ден Божик, 8 јануари. Адетот со паричката верниците на овој манастир го прават за прв пат. Првата паричка падна во домакинот на манастирот Стефан Смилков од Оризари. Празнувањето ќе прерасне во традиција. Сдружение на жените овде што работат во манастирот Добра вода Оризари, они секој збореат дека сакаат да сукат зелник еднаш овде. И сега ево дојде овај ден, денот да сукат зелници, и ево го сукат зелниците. Исто така сега е прв пат ово што го работиме за почеток, и ако бидеме успешни да го направиме добро, ќе направиме секоја година да се има ден традиција за овој зелници сукање. На овој манастир му недостасува кујна и да се направи патот до него, вели Смилков. Приоритет е ние сега треба највише да имаме кујна. Исто така на манастирот му фали еден добар конак. А исто така и треба барем да имаме пат. Пат без пат за верниците, тражат пат, видите лошо место, лошо, не може, треба да се има еден пат баре дај од пресека дењу, што граничиме да се става асфалт. Без пат ништо не бива. Не изостанаа и песните и ората, а домакинките за прославата расукаа 100 кори или вкупно 10 зелници. Со тие што учествуваме тука, се собраваме така да договориме со домаќина за да учествуваме, да се собереме сите тука како на друштво, како на колешки, како на собранија, како прослава. Брашно сееме, ставиме малку брашното зајтинче, квасец, солчичка и го замесиме. Колку зелника ќе правите? Па 10 има. 10, па ќе се собереме бајди и други ќе дојдат. Инаку на манастирот Добра вода секоја година голем број верници се собираат на првиот петок по Великден или кај народот познат како источен петок Балаклија. На тој ден се организира голем црковно народен собир. Со овој празник, посветен на Пресвета Богородица, и се одава признание на Мајката Божја, пошто манастирот го носи незиното име. Тој ден болните најмногу одат на лековити води, а се верува дека водата во овој манастир е лековита. Основното училиште Свети Климент Охридски од Облешево го одбележа својот патронен празник. На свечената академија учество зедоа сите ученици од училиштето. Учениците и наставниците од Основното училиште Свети Климент Охридски од Облешево со свечена академија што се одржа во спортската сала на училиштето го одбележаа својот патрон. Преку игра, песна и смеа, свеченоста започна со македонската химна во изведба на хорот на училиштето. Пред присутните зборуваше директорот на училиштето Стојан Атанасов, кој рече дека уште многу ќе се работи и инвестира во училиштето и со тоа ќе се работи на подобрување на амбиентот во него. Во организирањето и подготовката на свечената академија учествуваа сите ученици и наставници од училиштето.
Мартин Стоименов со злато, Димитар Јакимов со бронза во Скопје. Тие се стекнаа со право на учество на квалификацискиот турнир за Европското првенство. А ИДНИНС организираше свеченост по повод најуспешната година за клубот. Клубот за мал фудбал Кочани доживеа тежок пораз од Хедис. Злато и бронза освоја двајца каратисти на Партизан на државното првенство во карате за кадети јуниори до 21 година што се одржа во Скопје. Мартин Стоименов стана државен првак во категоријата борби кај јуниорите до 61 кг. Димитар Јакимов го освои бронзениот медал во категоријата борби кадети плюс 70 кг. На државното првенство од клубот Партизан настапија и Столе Лазаров и Борис Кикенски. Со успехот во Скопје, Стоименов и Јакимов се стекнаа со право на учество на турнирот во Крива Паланка, на кој ќе настапат 4 најдобри во секоја категорија, а првопласираниот ќе обезбеди виза за настап на Европското првенство во поединична конкуренција, што се одржува во Лисабон, Португалија. Првопласираниот и второпласираниот пак обезбедуваат учество на Балканското првенство. 2013 ќе остане запишана со златни букви во историјата на женскиот фудбал во Оризари. ИДНИНС ја имаше најуспешната година во кусата клубска историја, по која е меѓу трите првопласирани екипи со поеднаков број бодови и финалист на купот, а во вториот дел од првенството влегува како рамноправен конкурент за освојување на титулата. Успесите беа повод за прослава, а организатор на свеченоста беше управниот одбор на клубот. Сакавме на еден убав начин да заокружиме оваа година, значи календарска 2013 година, бидејќи мислиме дека е најуспешна година во историјата на нашиот женски фудбалски клуб. И ги поканивме сите помагатели, значи тука е целата екипа и ги поканивме медиумите, вас медиумите, бидејќи мораме да на работа да кажеме јавно дека општина Кочани, медиумите во општина Кочани се единствени кои пренасаат надпревари од женска фудбалска лига на Македонија, значи единствени во државата. Тренерот на ИДНИНС Ивано вели дека успехот е поголем од очекувањата, а посебно го истакна фактот што општина Кочани полека станува центар на женскиот фудбал во Македонија. Самото место кое го имаме оваа ползони за нас самите изненадување, бидејќи ние на почетокот на првенството мислевме, нашите проекции беа да се најдеме негде меѓу првите водечките екипи со разлика неколку бодови, меѓутоа сега коцките се склопија на тој начин што еве го делиме првото место со ист број на бодови. И јас мислам дека и понатаму сите активности на Фудбалска федерација на Македонија или на Комисија за женски фудбал треба да бидат во оваа насока за да се искористи популаризацијата на женскиот фудбал во Кочани. Ја мислам дека веќе треба да се гледа и да се прават напори, значи Кочани да биде, како да кажеме, седиште на женскиот фудбал во Македонија. Тоа подразбира да женските репрезентации почнат своите надпревари да ги играат тука во Кочани, бидејќи гледавте и на дерби надпреварот со Кочани со Струмица, имаше околу, ајде да не претераме, можеби 1000 гледачи присутни. Фудбалерките на ИДНИНС се задоволни од постигнатото во есенскиот дел од правенството и сметаат дека имаат можност за поголем успех. Ние сме оптимисти, имаме и конкуренција, женски фудбалски клуб од Кочани и од Струмица. Се надеваме на највисокиот класман на табелата. Со многу труд и работа, доколку работиме пред полусезоната, втората полусезона, мислам дека можеме да изненадеме, бидејќи веруваме во нас, веруваме во цела екипа и со голема сложност и труд, мислам дека ќе можеме да постигнеме големи успеси. На свеченоста благодарници од клубот добија секретарот Лјупчо Ѓоргиевски, тренерот Сашко Иванов, други членови на клубската управа, помагатели, спонзори, играчите и медиумите. Беше промовиран и поделен новиот шал со клубските бои. КМФ Кочани доживеа тежок пораз во последниот надпревар од есенската полусезона. Искусната екипа на Хедис од Прилеп славеше рутинска победа во Кочани со резултатот 4:0, полувреме 3:0. Гостите беа доминантни во текот на сите 40 минути и сосема заслужено ги однесоа 3 бода во Прилеп. Со овој надпревар заврши есенската полусезона во втората македонска футсал лига, иако остана да се доигра уште еден надпревар од првиот круг. КМФ Кочани ќе паузира како четврто пласиран, а следниот надпревар е на 25 јануари против екипата на Рудници Саса од Македонска Каменица.
Ги следевте вестите на Канал 8, ви благодариме за вниманието. Довидување.